Најавите на локалната самоуправа во Македонска Каменица за набавка на компјутер за секој ученик преку средства собрани од донации на лица и правни субјекти не ги поколебаа членовите на Советот на родители. Денес за Емнет, говорејќи од името на сите родители на 350 ученици, кои во два наврата преку протести ја манифестираа својата цврста решеност нивните основци да следат настава со физичко присуство, велат дека овој проблем нема компромисно решение. Училиштето ги исполнувало сите просторно-технички можности. Тука нема компромис. Упорно ги наметнуваат без да ја земат особеноста на специфичното подрачје на специфичната општина, упорно ги наметнуваат своите одлуки и решенија кои немаат апсолутно никаква врска со техничко-просторните можности кои што ние како општина ги имаме за физичко присуство на учениците. Училиште со 11.000 метри квадратни, со училници од кои што ниедна не е под 60 метри квадратни. Не знам, можеби 6 или 7 санитарни јазди, значи не знам што повеќе е потребно од тоа. И по 22 дена од почетокот на учебната година продолжува оваа необична состојба. Дел од родителите бараат на Министерската агенда да се најде и нивното основно училиште, се со цел да се надминат сите погрешни делувања и секој да се алоцира и коригира сопствената грешка. Грешката не е волен. Грешката е за жал ношне комплексна. Овде, барем според нивните изјави, секој се крие зад некакви правила и процедури кои што се следат. Грешката е во кризниот штаб во општинска Македонска Каменица, грешката е во Комисијата за заразни болести, понатаму грешката е во Комисијата за образование, кои што во екот на најголемата криза сметаа дека едноставно нема потреба од нив и дека можат слободно да заминат на колективен одмор. Како функционираат учениците и целокупното одвивање на воспитно-образовниот процес? Дали преку бојкот и само учење од дома, комуничките основци ќе успеат да ги совладаат наставните содржини за кои наскоро ќе треба да им се впишат оценки во училишните дневници? За сега никој не знае. Единствено е известно дека штрајкот продолжува и во наредниот период. Да, ние продолжуваме со бојкотот, но за жал најголем дел од родителите па и учениците под закана и притисок да не бидат казнети таму како што ја дистрибуираат информацијата преку наставничкиот кадар, мислам 20 евра 5 изостаноци, така нешто, најголем дел од фиктивно се уклучува и што не ја ни следат наставата. За овој бојкот се пласираат ставови на јавноста преку разни социјални мрежи. Најприсутни се оние кои тврдат дека бојкотот сепак има политичка позадина. Коментар со кој никако не се согласни членовите на Советот на родители. Не, од тие последниот пат 200 родители колку што се собравме, не имаше од секаква политичка провиненција, но сите имаме еден заеднички интерес. Образование за нашите деца што државата Република Македонија треба подитно да го обезбеди. Бојкотот на наставата со посмален интензитет е најавен и за следниот период.